Чин на насилство ги однесе животите на 5 вработени во весникот во Анаполис, Capital Gazette, и ги промени животите на оние кои преживеа, вклучувајќи го и фоторепортерот Пол Гилеспи. Седев на мојот компјутер и слушнав силен удар, силен истрела, потоа кршење на стакло. Тој пукаше од влезната врата. Среде хаос, аларми, жолта лента и прва помош. Новинарите од весникот се собрале во задниот дел од автомобилот на еден колега и почнале да пишуваат. Во јули 2021 година, напаѓачот кој рече дека бил вознемирен како весникот пишувал за него, беше прогласен за кривично одговорен и осуден на доживотен затвор. Но за Гилеспи, сеќавањето тој ден се свежи. И кога се чувствувам навистина лошо, се чувствувам како да чекам да умрам, како да чекам да ми се врати траумата од тоа што можеше да ми се случи тој ден. Центарот за новинарство и траума DART на Универзитетот Колумбија во Њујорк вели дека 80% од новинарите били изложени на трауматски настани поврзани со работата. А групите за следење на слободата на печатот регистрираат стотици напади и закани против медиумите. За Гилеспи, неговите живот и кариера се делат пред и по пукањето. Станувам нервозен кога ќе ме испратат на настан за нешто или некој што е застрелан, затоа што овде секогаш кога некој ќе спомне насилство со оружје, сите зборуваат за Capital Gazette. Неговата поранешна колешка Рейчел Пачела е уште една од преживеаните. Пачела го покривала училишниот систем, пристапот до јавно земјиште и некролози за деца. Знаете, навистина не се гледа в себе си да работам нешто друго. На денот на пукањето, Пачела била во редакцијата. Тој настан и го променил животот. Од неодамна престанала да работи во весникот во Анаполис за да проложи кариера во комуникациите. Но искуството ја натерало да размисли за безбедноста на новинарите во САД. Како што почна да се работи на оддалеченост, предпоставувам дека повеќе не постои централен таргет, но јас се грижам за тоа како новинарот би бил безбеден, знаете, во својот дом, без каква било поддршка или ресурси од други луѓе. Во Анаполис, споменикот чувари на првиот амандман им одава почит на 5 изгубени животи. Джералд Фишман, Роб Хайсен, Џон Мекнамара, Ребека Смит и Венди Винтерс. И Гилеспи му одава почит на своето семејство Capital Gazette преку изложба. Оно што беше одлично за мојот проект овде, кој е насекаде околу нас, е што морам да разговарам со секој од оние луѓе што ги прават овие фотографии. Доаѓаат во моето студио и како да имаме мини терапевтски сесии меѓу нас. Идејата за изложбата се родила кога Гилеспи бил во тешка ситуација, но документарецот за фотограф на кој тој му се восхитувал донел инспирација. Сакав да го пробам тоа и го расчистив просторот во мојот подрум и направив студио. Помислив кога можам да фотографирам и ми текна на моето семејство Capital Gazette. Гилеспи е последниот фоторепортер од таа редакција за 2018 година. Се уште излегува на задачи и е посветен на локалното новинарство. Ние не сме непријатели на народот. Ние сме ваши соседи. Ние сме ваши синови, ќерки и родители таму.